Четврток, предпоследниот ден од месец октомври, 31. Почитувани гледачи, добро дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелности со кои го одбележавме и денешниот ден. Следете не. Започна дистрибуцијата на гласачките ливчиња за вториот круг од локалните избори. Во недела ќе се избираат градоначалници во 32 општини и во градот Скопје. Од печатницата Киро Дандаров во Битола утрово започна дистрибуцијата на 1.013.357 избирачки ливчиња за гласањето на вториот круг на локалните избори 2025. Ке се бираат градоначалници во 32 општини и во градот Скопје. Во сабота гласаат болните и изнемоштените, затворениците и лицата во домашен притвор, чии пријави се прифатени од општинските изборни комисии. Локалните избори, според информациите на ДИК, ки ги следат 1569 наблюдувачи, од кои 904 се домашни и 651 меѓународни, а акредитирани за известување од изборите се и 14 странски новинари. Во Демиркапија ќе се гласа за Лазар Петров од коалицијата поддржана од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и за Наталија Димитриева од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Таму гласаат 3186 избирачи. Во општина Неготино двајцата кандидати се Петар Мантев од коалицијата на СДСМ и Марија Нацева од коалицијата Твоја Македонија ВМРО-ДПМН. На избирачкиот список се запишани 15.920 гласачи. Во општина Росоман ќе се гласа за Стојан Николов од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Ѓорѓи Крстевски од коалицијата Твоја Македонија на ВМРО-ДПМН. На избирачкиот список се запишани 3297 гласачи. Во 4 општини за избор на градоначалник, каде што беше констатирано дека нема цензус од минимум 1/3 излезеност на гласачите, а тоа се Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово, ќе има нова изборна постапка за избор на градоначалници, која ќе почне по завршувањето на локалните избори, односно по објавувањето на конечните резултати од локалните избори. Кавадарци ќе добие наменски мурали. Се очекува овие мурали да ја оживеат традицијата, радоста и енергијата на локалната заедница. Во тек изработка на мурали во Кавадарци, кои со својата уметничка визија ќе го пренесат духот на кавадарчани, богатството на тиквешијата и магијата на тиквешкиот гроздобер. Со секој потег на четката, овие мурали ќе ја оживеат традицијата, радоста и енергијата на локалната заедница, создавајќи визуелен спој помеѓу културата, историјата и современото уметничко изразување. Тие не само што ќе ја красат градската средина, туку и ќе станат символ на идентитетот на Кавадарци, градот на лозарите, виното и плодната почва, место каде традицијата и современоста се спојуваат во една уникатна приказна. Муралите се дизајнирани да инспирираат, да ја активираат локалната заедница и да го пренесат сето богатство на тиквешијата на сите кои ќе ги видат локално, национално и интернационално. Секоја фигура, боја и мотив се внимателно избрани за да ја раскажат приказната на грозјето, лозијата и празникот на плодот, но и за да ја одразат гордоста, истрајноста и енергијата на луѓето од тиквешкиот регион. Овој проект представува визуелен споменик на културата и заедничкото делување, место кое ќе ги привлекува погледите и ќе ја инспирира следната генерација на уметници и жители. Градежни активности во селските средини во општина Кавадарци. Во Дреново се поплочува улица, а кон Страгово, Крњево и Чемерско се средуваат патните правци. Во изминатиот период во село Дреново се реализира градежни активности за поплочување на повеќе улици како дел
од поширокиот проект на општина Кавадарци за уредување на уличната инфраструктура во населените места. Изведувач на работите е фирмата Power Trade. Паралелно со овој проект, во тек е акција за средување на патните правци кон селата Страгово, Крњево и Чемерско. Се врши подкастрување на висока и ниска вегетација, се со цел за побезбеден сообраќај. Реконструкција на регионалниот патен правец Мушов гроб Конопиште. Ова е прва сериозна реконструкција на овој патен правец по цели 30 години. Во тек е реконструкција на регионалниот патен правец Мушов гроб Конопиште во должина од 6,5 километри, која е реализирана во соработка со Македонија пат и со одобрени средства од јавното предпријатие за државни патишта во висина од 60 милиони денари. Новата асфалтна површина следува по претходните активности изведени во соработка со општествено одговорните компании Кожувчанка и Кодинг, кои со својата механизација го извршија проширувањето на банкините, чистењето на канавките и изградбата на атмосферските одводи. По цели 30 години ова представува прва сериозна реконструкција на овој патен правец. Во дневникот информации од билтенот на МВР, во две различни интервенции приведени двајца жители на Неготино. На 29 октомври во 22 часот на локалниот пат село Курија Неготино, полициски службеници од ОВР Неготино го приведоа 28 годишниот АД од Неготино, затоа што агресивно се однесувал кон полициски службеници кои извршувале службени дејствија. По документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Исто така на 29 октомври во 15 часот и 55 минути во Неготино, полициски службеници од ОВР Неготино го лишија од слобода 21 годишниот ТД од Неготино, затоа што при преглед кај него биле пронајдени и одземени марихуана, дробилка и ризли. Тој бил приведен во полициска станица, известен бил јавен обвинител и по документирање на настанот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Продолжуваме со спорт. Стартуваше битката за места на светското ракометно првенство во Германија. Македонија само одлучува дали ќе игра еден или два баражи, а тоа пред се зависи од пласманот на предстојното европско првенство. Со вчерашните надпревари Кипар-Турција 27-33, односно Велика Британија-Косово 26-32, стартуваше борбата за билети за светското ракометно првенство во Германија во 2027 година. Покрај овие два двомечи во првиот бараж во сабота ќе играат Летонија и Луксембург. Машката репрезентација на Македонија ќе стартува со борбите за светското првенство 2027 во март или во мај до година, во зависност од пласманот на Европското првенство 2026. А тоа значи дека ќе игра еден или два баражи, односно ќе се приклучи или во вториот или во третиот мундијалски бараж. Европа има 14 места за мундијалот во Германија, не сметајќи ги домакинот и светскиот првак Данска. 4 од тие места ќе бидат пополнети преку полуфиналето на предстојното Европско првенство 2026, кое се игра во Данска, Шведска и Норвешка, а 10 места ќе се пополнат преку 3 баражи. Европската ракометна федерација реши да има 3 баражи за светското првенство на патот до Германија и истиот ќе биде многу долг, особено за најслабо рангираните селекции.
Македонија го скокна првиот бараж поради учеството на Европското првенство 2026. Таму избраниците на Кирил Лазаров ќе се соочат со Данска, Романија и Португалија. Секој пласман од 19-тото до 24-тото место на Европското првенство носи 2 баражи или 2 пречки за нашата селекција до ново големо надпреварување. А пласман до 18-тото место ќе значи играње на само 1 бараж, односно оној третиот во мај месец 2026. Доколку бидеме пласирани во топ 16, сметајќи дека Данска и Германија ќе бидат таму, тогаш ќе бидеме дел и од привилегираните во жепката за баражот 3. За таков пласман ќе ни треба најмалку 1 победа на Европското првенство, но и да бидеме помеѓу 4 од 6 трето пласирани на крајот од сите групи. Македонија на Европското првенство ќе биде во група со домакинот Данска, Португалија и Романија на Европското првенство. Па за да бидеме меѓу најдобрите 16, мора да ја победиме Романија, но и да имаме подобра гол разлика од најмалку 2 трето пласирани селекции. Жепката за вториот и третиот бараж ќе се одржи на последниот ден од Европското првенство 2026. Па Македонија тогаш ќе го дознае својот пат до новото учество на едно големо надпреварување. Светското првенство во Германија ќе се одигра од 14 до 31 јануари 2027 година во 6 германски градови: Магдебург, Келн, Штутгарт, Хановер, Минхен и Кил. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Предпладне по одделни котини ќе има услови за појава на магла. Во текот на дента времето ќе биде претежно облачно со краткотраен сончев период. Ќе дува слаб ветер од југоисточен правец. Температурата ќе се движи од 4 до 18 степени. Почитувани гледачи, ова беа темите и настаните со кои го одбележавме овој четврток. Веќе за утрешниот ден следете не повторно во редовните термини 20 и 22 и 30 часот, а до тогаш следете програмата на КТВ телевизија.